Наши гости во ова издание на емисијата Инфорегион се дел од членовите на секцијата по физика во Средното општинско училиште Ѓорче Петров во Прилеп, Христина Микулек и Дино Поповски, како и нивниот ментор професорот Сашо Кочовски. Повод за нивното гостување во оваа емисија се големиот број нивни иновации, но и последните награди кои што ги добие на државниот надпревар Наука за млади, кој што оваа година поради пандемијата, исто како минатата година, се одржа онлайн, а наградите беа доделени во Ресен. Дино Поповски го освои третото место во дисциплината применета физика за проектот Електричен генератор, а додека Христина Микулет го освои исто третото место, но во различна дисциплина, во дисциплината обновливи извори на енергија за соларна велосипедска патека. Пред се, добре дојдовте во ова издание на Инфорегион. Добро. Како што кажавме на самиот почеток од оваа емисија, целта за вашето гостување тука се големиот број награди кои што ги освоивте, особено овие две награди на последниот надпревар Наука за млади. Ајде да ги представиме проектите со кои што ги добивте, ги освоивте овие трети места. Да започнеме со дамата, со Христина Микулек и незината соларна велосипедска патека. Целта за мојот проект беше тоа што јас како член на велосипедистите во Прилеп имавме тура, од која што дел од турата беше на автопат, но автопатот е наменет само за моторни возила и не можевме да исполниме патеката целосно. Дојдов до идеја да направам, да смислам еден проект кој што би можеле велосипедистите да се движат безбедно на автопат. При што би можел да се искористи празниот простор помеѓу автопатот, каде што може да се направат соларни панели, при што би осветлувале соларната патека за велосипеди, а исто така би осветлувале и автопатите, а доколку има и тунел. Соларните панели би биле како еден вид покрив на таа велосипедска патека? Да, би представувале како сенка за заштита на велосипедистите. Дали ваква идеја има некаде реализирана? Колку што истражував, колку што можев да најдам на интернет, ваква идеја досега нема. Во никоја држава. Сметате ли дека може да се примени тоа кај нас? Би можело да се примени не само кај нас, може и во другите држави. Дино, вашиот проект со кој што го добивте третото место е електричен генератор. Што точно се состои овој проект? За овој експеримент дојдов на идеја така што следејќи секојдневната технологија и се почесто користењето на велосипедите во сообраќајот, дојдов на идеја кога возиме велосипед и се движиме по големи релации, се случуваме со празни телефони и од тука дојдов на идеја со помош на динамото да го како што возиме со велосипедот, така да се наполнува нашиот телефон. Практично и овој проект, како и на Христина, е еден екопроект, може да се каже. Да. Во Македонија, кога што истражував, го нема. Дали веќе имате пробано нешто слично да направите, освен на хартија како проект? Направен е проектот. И функционира? Да, функционира. Имам исто така има и батерија во самиот проект. Батеријата е ставена со цел, например, кога ќе застанеме, телефонот се полни само кога ќе се движиме, батеријата е поставена со цел да нема прекин на полнењето на телефонот, туку кога ќе застанеме со помош на динамото која што е полни батеријата, да нема прекин на полнењето, за да не се оштети батеријата на телефонот. Освен за полнење на телефон, дали тој генератор може да се употреби за некаква друга намена? Па може, ама немаме размислувано баш. Може да се намести на секој велосипед? Да. Професоре, ова не се единствените награди кои што вие како секција по физика ги имате добиено. Минатата година исто така добивте награда од Фондот за иновации, исто така поврзан со велосипедизмот на еден начин, а тоа е велосипедски елек. За што служи тој? Безбедносен велосипедски елек, тие се овие навидом обичните елеци, оние зелени флуоресцентни, меѓутоа во нив се вградени системи. Значи, почета се применет и за велосипеди, и за овие електрични скутери, што немаат, да речем, трепкачи лево-десно. И во самиот проект, значи, на самиот елек има LED диоди, значи таков систем е направен со LED диоди, со помош на wireless технологија поврзана на самиот велосипед, на самиот скутер, да речем, електричен. Значи, има механизам кој што, например, кога вртите десно,
тука притискате на една ознака и назад покажува на самиот елек дека вртите десно. Ако вртите лево, ако застанете стоп, значи на самиот елек има вградено механизам, односно електроника, која што дава сигнализација. Значи дава и тие назад ви ги предупредува дека вие ќе завртите лево, десно, за да станете, например, или така. Значи во тој стил. Тоа е многу добро направено заради треба да го направиме, ние имаме направено макета, али се уште ги чекаме средствата, значи се уште во тек е тој проект. Значи тој како беше фонд за иновации, меѓутоа проект Тројка, така беше фонд за млади иноватори Тројка. И во тој проект, значи, се уште ги чекуваме се средствата да легнат на нашата сметка во училиштето, оти на тој начин да речеме спонзориран и да направиме повеќе видови на елеци и да ги промовираме. Мислам, тој може понатак и да се презентира и на други и да се продолжи, значи да се направи да биде мултифункционален проект. Освен овие проекти, имате исто така, барем ние како новинари што ги имаме следено, Smart Eco клупа која што работи на соларни панели. Пота имавте паметна корпа, лежалка која што исто така функционира на соларна енергија со мал фрижидер во неја. Кои се иновации ги имате направено во вашата секција по физика? Освен овие иновации, како што кажа и професорот, имаме направено и елеци, безбедносни елеци. Имаме исто така направено и COVID капа која работи на сензори. Имаме направено доста проекти кои што ги имаме спроведено на секција додека сме во училиште и планираме многу други во иднина, иако завршивме веќе средно училиште. Дали овие иновации може да најдат некаква практична примена, односно да не останат само на хартија, него веднаш да бидат спроведени и што е потребно за сето тоа? Смарт клупата веќе е поставена во нашето училиште. За да се постави во градот потребно е безбедноста пред се да биде за да не се уништи. Елеците имаме идеја да се применат со текот на времето и исто така имаме за кантата, екоканта, која што имаме идеја да се постави во градинките. Во градинки, во паркови, во разни места. Таа е, например, на екокорпата и таа е многу добра, таа работи на сензор. Значи, нарочито кој што спомна Дино, значи може да се постави во градинки, за децата е многу интересно што на сензор само вака раката да покажете, си се отвора корпата, да си фрли интересно направена како детска играчка. Од едукативен карактер. Едукативен карактер, децата да се сакаат, да се борат, да појдат да фрлат ѓубрето внатре. А тоа може да се случи во паркови, во било што да се истата таа да се инсталира. Smart Eco клупата исто така беше мултифункционална, која што може да се постави дури и на планина, за да може човек да наполни мобилен телефон, да може да се слуша радио на неја со помош на сончевата енергија исто така. Дури сега поново мислам дека ќе поставиме и имаме поставено во ова речи полначи за скутери. Значи до тој степен, ако може да се наполни, значи има во него батерии, во самата таа клупа имаме батерии, што произведуваат струја и може, например, некој со скутер, електричен скутер, ако снема, например, се движи на планина или во парк, да застани, да се приклучи, да си го поднаполни, например, да го наполни до одреден процент самиот скутер, овие што се електрични направи да ги речу. Дали овие патенти ви се заштитени на некој начин? Ето не сме се уште заштитени, значи треба, сакаме да ги заштитиме, меѓутоа вати пандемијата и сега одиме на варијанта, работиме, ние секој ден, значи скоро секоја недела се состануваме, си имаме екосекција, си ја држиме секција, да речеме во физичката секција, меѓутоа не можеме да стасаме, проблем имаше на време во општина, значи тоа треба малце процедура, малце треба се бара во општина, па барање, па не знам што, па не работеа служби со самата пандемија, а сакаме дел од тоа да си патентираме. Мислам, снесно ние да си патентираме. Меѓутоа сега застан немаме ништо патентирано. Дали некоја институција веќе изразила некаква желба да откупи некој од овие производи, пример безбедносниот елек, екоклупата некоја може да се постави во голем број општини, во парковите и така натаму? Значи за екоклупата може, значи има и пројавено интерес, меѓутоа безбедносниот елек се уште сне во процедура. Значи ние имаме прототип направено иден, колку сега и затоа велам сега ги очекуваме средствата за да направиме повеќе и после планираме да го промовираме и во другите училишта и воопшто во општина го промовираме. Значи тоа после следи промоцијата. Тоа ни е сегашен проект во тек.
сега што е во самиот тек. Значи се уште не е целосно направен, ние ги имаме направено како еден модел, како прототип. Меѓутоа го немаме направено повеќе од модели за да го прошириме, да можеме да го презентираме пред други училишта или пред општина или пред други институции. Спомнавте дека се одржуваат редовно состаноците во секцијата по физика. Дали пандемијата на некој начин го спречи нормалното функционирање на оваа секција? Вака, значи со пандемијата точно, значи не можеме ностоп да се ние скоро секоја недела, рече може преку една одржуваме часови на училиште со физичко присуство, меѓутоа се делиме на помалку број на ученици бидејќи не можеме. Значи со самата пандемија пора на пример со самата секција имаме ние 15 членови, меѓутоа обично се некош може да се поделиме сега едниот пат да дојдат 7 души, па другиот пат 8 или ретко се случува сите наеднаш бидејќи заради пандемијата, заради протоколите. Ако се собериме сите наеднаш, држиме надвор час. Значи, ние имаме кариерен центар во нашето училиште и обично часовите ги држиме таму. Сам конкретно овие да речем часови што се и практични експерименти правиме, да речем ние секој одење по нешто ново си правиме. Тоа се посетни експерименти, али повеќето одиме и на истражувачки работи. Од истражувањето е овие поголемите проекти ни бара убаво истражување, значи да го вршиме и од дома. На лаптоп, на таблет, можеме тоа од дома. Меѓутоа, се што правиме после заеднички го решаваме на самиот час. Како се финансирате како секција, зашто сепак за сите овие проекти, експерименти, истражувања и така натаму потребни се финансиски средства? Па вака се, до сега, значи сега за сега, значи овие поголемите проекти ги бараме спонзор, значи затоа ги добиваме од фонд за иновации. Ги очекуваме тие средства, па после од нив работиме. Меѓутоа за помалите експерименти тоа што има например, што има на училиште некои средства користиме, нешто сами си финансираме и гледаме да направиме експерименти што може да се направат со материјали од секојдневниот живот. Дома што ги имаме, например од цвеќе, од восок, значи нешто што може да се искористи од домашен дома. Можеме да речеме експерименти со Кока-кола, со шишените сок од Кока-кола, со цвеќе, со нешто правиме такви експерименти научни, ги испитуваме, значи запишуваме, вршиме такви експерименти, што нешто не е толку, а овие поскапите експерименти, значи бараме од финансии, од фондот за иновации, од нешто спонзорство ако начекаме, ако можеме, ако ни финансира некој од фирмите така. Кога станува збор за пандемијата, ја спомнавме, дали имате некакви иновации во однос на COVID-19, кои што би служеле како некаков вид на заштита? Па, заради пандемијата ги имаме направено COVID капата, како што кажав претходно со сензор. Исто така имаме направено и COVID права. Имавме доста идеи од други ученици за COVID, но тие не се уште остварени. Имавте, мислам дека измислено еден COVID детектор, дали тој функционира, дали се направи? Тој функционираше, но тој сега го применивме заедно со капата, да бидат како еден проект. На кои моментално проекти се работи во овој момент? Сега во овој момент, кажам, неактивно е безбедносниот елек, сега моментално и тоа баш бравата што ја спомнавте, ние конкурираме има сега за фонд за иновации проект за млади, беше четворка, меѓутоа тој беше зелена, глашеше зелен проект, ние конкурираме, меѓутоа бидејќи ние мислиме дека нешто ќе помине отисне со COVID бравата, што кажавте, со тој експеримент кој што би бил во стило како применет на врата, која што самата таа мери температура, ти надава задача да си рацете да ги дезинфицираат или било како и дурнет ти мери температура, дурнет ти го не те пушта, ти се отвора вратата. Така нешто е замислата, нешто имаме направено, меѓутоа не помина на фонд за иновации четворка проектов, бидејќи тој беше за зелени проекти. И сега во моментот ние на тоа работене, немаме зелен проект, конкурираме со тој проект, меѓутоа не одбија ради што не бил поврзан со екологијата. Поврзан е со пандемија, ама не е поврзан со екологијата. И ради тоа сега сме одбиени, меѓутоа ние ќе си го совршуваме за година, за нареден проект, значи ние ќе си го припремаме за наредна, кој ќе биде, да не биде зелено, да биде стандарден проект, нешто на фонд за иновации. Дел од дечките сега завршуваат четврта година, ќе го напуштат средното
Општинско училиште Ѓорче Петров. Вие сте една, слободно можеме да кажем без мала скромност, една од поактивните секции по физика на ниво на држава. Како понатаму планирате да функционирате? Дали дел од овие дечки може повторно да доаѓаат на вашите состаноци, на часовите, да бидат дел од секцијата и дали во иднина оваа секција може да прерасне па и во некаков клуб на млади иноватори на ниво на Прилеп? Значи, вака, јас се надевам, значи и нас професорите, верувајте, не ние се исто што сме онлайн. Се надевам дека од 1 септември ќе почнеме физички. Прво, и да еве да не почнеме. Јас сакам да јас се обновам. Секоја година барам нови млади таленти што сака да работат и се надевам се тие двајцата матуранти годинава не напуштаат. Меѓутоа се надевам дека од година повторно ќе имам со нивна поддршка и нивна соработка кога ќе им се обратам да дојдат да ни помогнат да ги воведат младите од тие. На пример, обично секцијата по физика се почна од 2 година. Барам од 1 година се уште се мали, млади да речем, не се завлезени во системот, да речем, во нашето училиште. Ние сме медицинско училиште. Си има, значи, и други обврски, да. Меѓутоа, од 2 година гледам кој ми се така по физика поталентирани и јас барам прашно. И тоа ще се пријавува. И почнува од 2 година секцијата и си има членови од 2, 3, 4. Меѓутоа, тие ќе бидат секогаш понудени, поканети да дојдат кога сакат, сето зависи до нив, кога се слободни, оди тие ќе си појдат утре на факултет, али кога се слободни, се надам дека секогаш ќе ме придружуваат и ќе ми помагаат во секцијата. А секцијата планирам да се одржам стално, значи има заинтересирано нон-стоп. Не знам, децата сакаат да експериментираат, сакаат нешто ново. Јас, например, сум и така како професор и во самите часови експериментирам, правам нешто, се малцима е хендикеп што онлайн ги држев на наставата и што можев онлайн експерименти покажам, меѓутоа друго е онлайн, друго е физички. Кога ќе видат, например, учиме оптика, па со ласери покажам, значи презентираме, учиме за бранови, па играме оро, јас ги терам оро да играме напред-назад, значи нешто така како бран да направим. И децата тоа е интересно нив, значи тоа е физичко, че имаме физичка настава. И се надевам, пак велам повторно дека од 4 година што се сеја матурантите, и пола секцијата се ми е 4 година. Се надевам дека од сите ќе имам поддршка за понатак. И ќе дојде кога ќе ги поканам. Дали би можело да се прошири секцијата како што ве праша во некаков клуб на иноватори? Да, значи може да се промени. Имаме и со план, например, родителот на Христина Миколек, Горан Миколек, тој ми предложи за идеја како повеќето од овие експерименти работат на базата на електроника од Ардуино. И Горан ми предложи нешто да оформиме како клуб на Ардуино иновации, значи тоа е електрониката да се работи, ама со тоа не само Ардуиното, туку и иноватори, значи кој сака да ни се приклучи не само нашето училиште, значи може да биде од цел град, млади да се приклучат и да изучуваме програмата, електрониките, значи иновации во електроника, не само електроника, и во се што може и друго од физика, од техника страна. Се надеваме дека тоа ќе прерасне во поголемо нешто. Да, господинот Микулек беше и наш гостин токму во емисија, каде што ја представи целата идеја за Ардуино клубот, да се надеваме дека наскоро ќе биде реализиран во нашиот. Голема благодарност, јас јавно пред сите кажам, голема благодарност до родителот Горан Микулек, на Христина Микулек родителот. Тој ни помага многу безрезервно, значи кога и да се обратам, тој ни помага како може, што може, се ни тука присутен, обавезно ни помага. Дино, колку млади таленти има Прилеп? Колку младите сакаат да се занимаваат со иноваторство? Па во Прилеп има голем број што сакаат да се занимаваат со иноваторство, не само од нашето училиште, исто така и од другите училишта. Каде вие се гледате во иднина? Каде би продолжиле сега да завршувате средно училиште? Себе си се гледам како иден физиотерапевт, но исто така би сакал да бидам повторно иноватор. Ќе се занимаваш повторно со секцијата по физика, дали ќе одиш на состаноците, на часовите кои што ги имаат? Секцијата е преинтересно и би сакал да се занимавам се уште со таа секција. Христина? Јас во иднина би сакала да се запишам на факултет и да завршам, да бидам успешна, но нема да ставам крај на тоа да престанам да истражувам и да создавам нови проекти. Дали веќе знаеш кој факултет ќе го направиш? Се уште размислувам, имам во план неколку, наскоро ќе се одлучам. Она што ги прашуваме сите млади, каде се гледате себе си, еве прашање до двајцата за крај на оваа емисија, дали тука во Македонија или надвор во странство? Тешко прашање малку. Искрено себе си се гледам во Македонија, затоа што сметам дека има надеж ова држава.
И јас се гледам во Македонија, но доколку имам прилика да заминам во странство, ја не би ја пропуштила таа прилика. Ви благодарам и на двајцата, да се надеваме сите дека и понатаму ќе се занимавате со иновации, дека ќе освојувате голем број награди, а дека секцијата по физика ќе продолжи понатаму и навистина ќе прерасне во еден клуб на млади иноватори на град Прилеп. Јас би сакал, мене например многу ми е битно што овде како што предавам училиште за медицинско, медицинско училиште, медицински сестри, фармација, физиотерапевти, не е некој стручно по физика, а сепак има луѓе што се заинтересирани, деца што се заинтересирани по физика да работат. Да, токму тоа е интересно. Експерименти, тоа е интересно. И тоа ми дава мене голем поттик да му овозможам се што можеме. Значи сето му е знаење да му пренесам тие што може да работи, јас кажу колку што може максимално заеднички труд даваме. И се надевам дека ќе продолжиме и во клуб дека ќе го направиме некој, дека ќе прерасне во клуб. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и ви за поканата. Драги гледачи, тоа беа нашите гости Дино Поповски, младите иноватори Дино Поповски, Христина Микулек и нивниот ментор професорот по физика Сашо Кочовски од Средното општинско училиште Ѓорче Петров. Се гледаме во наредното издание на емисијата Инфорегион.